Добар ден, драги ученици, добре дојдовте во уште една лекција од предметот музичко образование за трето оделение. Денешната наставна содржина е поврзана со народните ора и гласи изведба на едноставни танци и ора, бувчанско оро. Вие секако, дека сте биле на некоја свадба или пак веселба и дека сте играле некој народен танц или оро, најверојатно правото оро, но можеби и некое друго. Денес ќе ги учиме чекорите на бувчанското оро. Ајде поточно да се запознаеме со целите на денешната видеолекција. Денес ќе ги усвоиме чекорите на народното бувчанско оро и ќе го изведуваме со точен ритам. Ќе имаме правилна ориентација во просторот додека го изведуваме народното оро. Пред да почнеме да ги изучуваме чекорите на народното оро, најпрвин да се забавуваме. Тоа ќе го направиме со еден крстозбор, но и преку него ќе научиме некои поими кои се поврзани со народното оро, но и со народниот музички фолклор. Имаме 5 поими, но под крстозборот имаме и илустрации кои што ќе ни помогнат да ги погодиме тие поими. Ајде да започнеме. Под број 1. Народен инструмент. Погледнете ја добро илустрацијата. Кој е тој народен инструмент? Дали го препознавате? Секако тоа е кавал. Под број 2. Оној кој го води орото. Како се вика човекот кој што го води орото? А во раката понекогаш држи марамче. Сигурно сте го препознале. Така е, тој се вика ороводец. Под број 3. Традиционална облека. Добро погледнете ја илустрацијата под број 3. Како се вика? Токму така, носија. Под број 4. Народен танц. Ова беше лесно и сигурно погодивте, тоа е оро. И под број 5. Горен дел од народна носија. Овој дел од народната носија го носат и мажите и жените. Дали го препознавте? Така е, тоа е елек. Ги погодивме сите поими, а сега продолжуваме понатаму и ќе се запознаеме со некои основни информации за народното оро. Што представуваат тие? Народните ора се дел од музичкиот фолклор. Тие се народни танци кои се пренесуваат од генерација на генерација и така стануваат дел од традицијата. Македонските народни ора се значаен дел од културното богатство на македонскиот народ. Сега е време да започнеме да ги изучуваме чекорите на народното оро, бувчанско оро. Сега ќе ги научиме чекорите на бувчанско оро. Ќе учиме да чекориме со број. Јас ги поделив чекорите во 4 групи. Во првата група на чекори ќе броиме по 4. Започнуваме на тој начин што ни се споени нозете. Ајде убаво да го наместите телото како мене, значи телото е исправено, нозете се споени и малку ќе ја подигнете левата нога зашто со неја започнуваме. И одиме наизменично наназад со лева, па со десна, па со лева. Ајде сега следете ги моите чекори, а потоа ќе повторите заедно по мене. Започнуваме. 1, 2, 3, и кога ќе треба да кажеме 4, ја подигнуваме десната нога, превиткана во коленото, и тоа во висина на другото колено, и телото го движиме на лева страна. Значи се вртиме на лево. Вака. Ајде уште еднаш да ви покажам, а потоа ќе пробаме заедно. 1, 2, 3, 4. Ајде сега да пробаме заедно. Дали сте подготвени? Започнуваме. 3, 4. 1, 2, 3, 4. И уште еднаш да пробаме. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сега преминуваме со вториот дел на чекори. Ногата ми е подигната и превиткана во коленото. Сега со таа нога, значи со десната, одиме, чекориме нанизад. Најпрво десна, па лева, па десна и левата нога ја подигнуваме нагоре, но телото го движиме сега на десно, значи вака.
Ајде уште еднаш да ме видите. Со броење. 1, 2, 3, 4. Ајде сега да пробаме заедно. Наместете го телото и започнуваме. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Така, ученици. Ајде уште еднаш да пробаме. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Одлично беше. Ајде сега да ги споиме двете групи на чекори. Телото ни е исправено и започнуваме. Со чекори назад. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ајде уште еднаш да пробаме. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Одлично беше. Сега, третата група на чекори, повторно броиме 4 пати. Ногата лева ни е подигната и сега одиме нанапред 3 чекори и на четвртиот чекор ја подигнуваме ногата на овој начин. 1, 2, 3, 4. Значи десната нога ни е подигната. Ајде уште еднаш да пробаме. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Одлично. Сега ќе ги поврземе трите групи на чекори. Споени нозе и почнуваме. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Така, одлично. Ај сега уште еднаш да пробаме и ќе продолжиме понатаму. Ајде, почнуваме. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Одлично беше, ученици. Не е тешко, нели? Сега, четвртата група на чекори и тука не броиме 4, туку броиме 2. Значи, десната нога ни е подигната горе и само ја отклонуваме десната нога, телото го вртиме нанапред и ја приближуваме левата нога и доаѓаме во почетна позиција, односно нозете ни се приближени. И уште еднаш. Значи, десната нога ни е подигната и само ја отклонуваме десната нога и ја приближуваме левата. И уште еднаш да пробаме. Сега со броење. 1, 2. Ајде вие заедно со мене. 1, 2. Ајде сега да ги поврземе сите чекори. Започнуваме. Дали сме подготвени сите? Одлично. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Така. Ајде сега уште еднаш. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Воопшто не е тешко, нели? Ние веќе го научивме бувчан скоро. А сега, без броење, јас ќе пробам да пеам по ритамот на музиката од ова народно оро и да ги повториме чекорите. Дали сме подготвени? Почнуваме. На 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 на. Ајде уште еднаш. 3, 4. На 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 на. Одлично беше, ученици. А сега ајде да го изведуваме народното бувчанско оро со музика. Да започнеме.
изведување. На овој час и научивме чекорите на народното пувчанско оро и научивме како правилно да се ориентираме во просторот додека ги изведуваме тие чекори. Секако дека сите знаеме во оваа ковид криза дека не можеме во групи да изведуваме народни ора, но затоа пак можеме да ги усвоиме добро чекорите од ова народно оро дома, можеме тоа да го направиме сами или пак со помош на нашето братче или сестричка, но исто така може да ги вклучите и вашите родители. Секако дека кога ќе помине оваа ковид криза, дека можеме да ги изведуваме чекорите на народното оро заедно со другарчињата на училиште и исто така на различни свечености и веселби кои што ни следуваат. Се надевам дека уживавте во часот и дека добро ќе ги извежбате чекорите на народното пувчанско оро. Се гледаме наскоро. До гледање, ученици!